Добар ден, денеска во рамките на управниот одбор на ЗЕЛС имавме заедничка седница со Министерката за образование, на која што дискутиравме, дебатиравме за концептот на реформите во образовниот систем во основното образование. Образованието е процес кој што мора да биде во едно континуирано движење, во едни континуирани измени и промени, бидејќи всушност времињата во кои што живееме се толку многу динамични и не смееме да имаме статичност, особено не во ваква сериозна област какво што е образованието. Ова го имаме во предвид и како општини, бидејќи Министерството и општините се всушност институциите кои што го спроведуваат процесот, образовниот процес на терен. Констатиравме заеднички дека ова мора да е инклузивен процес во кој што ќе бидат опфатени сите области, не само Министерството и општините, пред се учениците, родителите, наставниците, научната јавност во нашата држава. Би сакал да оваа дебата да се одвива на начин што најпрво луѓето ќе се запознаат со содржината на концептот, а потоа да ги даваме личните и собствените оценки и проценки на целокупниот систем. Она што го должиме на граѓаните пред се да извадиме конечно политиката од образованието и мислам дека и ова, како и сите други теми, за жал премногу се политизира во јавност. Ова е сепак една дебата стручна, а ние како одговорни лица по институциите сме должни да го изнајдеме оптималниот систем и оптималниот начин, бидејќи 20 години од сега дечињата кои што се во основно образование ќе бидат токму носители на општеството, носители на главните државни функции. Од тука одговорноста треба да биде многу посериозно сватена кога се дава било каква изјава во јавност кога станува збор за реформите во образовниот систем. Добро е што е процесот отворен, добро е што се запознавме и ние, да речам, со тој процес и дилемите кои што ги имавме можност заеднички да ги разгледуваме и заеднички да правиме соодветни проценки. Овој процес ќе продолжи, ЗЕЛС и градоначалниците, училиштата, наставниците ќе бидеме дел од тој процес. Многу е битно што тој нема да има последици по ничие работно место од страна на професорите, кога ќе започне со имплементација на тој систем, што всушност мислам дека ќе се загарантира дека ќе овој системот кој ќе почне да функционира, ќе имаме малку можеби поинаков пристап во образованието, меѓутоа дефинитивно луѓето ќе ги задржиме на нивните работни места. Благодарам.